кога има прослави годишнини на АСНОМ или на тие најголеми национални празници, тој антифашистички дел да е некако инкорпориран во и исчистен од своите идеолошки и политички значења кои што ги имал во историскиот период кога што тој се појавил. И не се ни напоменува за кого таа историска борба се водела и дека и националното прашање, и аграрното, и работничкото прашање биле дел од тој корпус на политики заради кои што населението излегувало, или пак имаме еден многу добар пример во 1920 година, тие црвени општини каде што на избори во Кралството Југославија се народот кој живеел тука ја поддржал комунистичката партија и нејзините представници. Така што, да, многу се интересни овие политики на сеќавање, бидејќи тие многу јасно можат да ни покажат кој е односот на елитите кон населението денес. Како елитите си ја создават својата историја, во всушност она нив што им одговара, го остават и го зацврстуваат да речеме етничките националните борби, а класниот елемент го чистат. Исто така и мене што ми го привлекува најмногу вниманието е тоа што нели во антифашистичката борба имало припадници од сите етнички заедници кои што живееле на овие простори. Но денес, особено во нашиот контекст во Македонија, пример, албанците се гледани како самоубалисти, иако да речеме првата жртва на белиот терор е албанец Зефлуш Марко, албанец од Косово кој што се преселил во Македонија и тука работел во Монопол. Значи еве го пак работничкиот момент